Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата Став, која на програмата на Ирис телевизија оди секој петок веднаш по вестите. Наш и ваш гостин во емисијата Став е Билјана Казанчиска, пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро ни дојдовте пратенички и покрај тоа што веќе ги депониравте вашите оставки во политичката партија, ми се чини дека се уште не е официјално поднесена оставката, така? Да. Благодарам на поканата да бидам гостинка во вашата емисија. Нашите оставки се депонирани. Понатаму ќе видиме како ќе се одвива целата ситуација и како ќе заврши целата оваа голгота. Така. Денеска Црвенковски, да кажеме, ја фрли ракавицата на Груевски, понуди да изборите да се одложат за 1 месец, локалните избори, значи да се одржат во април, а додека предвремени парламентарни избори да има во септември, на крајот од септември. Па еве да ни кажете дали ова значи попуштање на ставовите во рамките на СДСМ? Не би рекла дека е попуштање на ставовите, ќе дополнам, оваа информација ќе ја дополнам со тоа што Црвенковски изјави дека доколку СДСМ освои 1 глас повеќе на локалните избори, тогаш ВМРО-ДПМНЕ и Груевски да ги распишат изборите на предвремените парламентарни избори во септември. Значи, ние по кој знае кој пат веќе имаме понуди, сакаме да се амортизира ситуацијата, да се реши оваа политичка криза. Очигледно дека власта и коалиционите партнери воопшто немаат намера да попуштат во нивните ставови. За креирање на било каква ситуација во државата и политичка криза се знае дека одговорноста ја носи власта, не ја носи опозицијата. Првите наши услови беа да се прочисти избирачкиот список, да се вметнат во изборниот законник препораките на ОПС и ОДИХР и да оние луѓе од кои се директно учесници или од нив зависат изборите како фактор да бидат фер и демократски, да си поднесат оставки. До сега ниту едно од овие наши барања не е исполнето од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Гледате и вие, пратите дека тие имаат своји тврди ставови. Не можам да ги коментирам нивните ставови, туку можам да констатирам дека власта очигледно се плаши од изборна загуба и затоа така постапува. Доколку ВМРО, ДПМНЕ и коалиционите партнери беа сигурни, беа убедени во оние анкети што ги пушта, така наречени анкети од ИРИ, каде што водеа 2:1 или не знам кои резултати беа на оние измислени анкети, тие досега немаше да чекаат да ние СДСМ бараме предвремени избори, туку досега Груевски ќе ги распишеше изборите. Очигледно дека власта се плаши од загуба и затоа не сака да попушти, сака да седи на власт уште до крајот, до завршување на мандатот, за да може да нормално да ја практицира власта и да ја користи довербата дадена од граѓаните. А тоа што нанесуваат штети секојдневно со нивното владење, одговорноста ќе биде нивна. Да. Еве да ни кажете што доколку на ВМРО-ДПМНЕ не го прифати предлогот на Црвенковски да се одложат изборите, тоа значи дека дефинитивно во тој случај нема да учествувате на локални избори. Не можам и не сакам да го коментирам вториот дел од исходот на ова ситуација. Денеска имаше пресконференција, нашиот председател го кажа уште еднаш, уште еден многу пристоен предлог и многу разумен предлог. Очигледно дека немаме ниту време, ниту простор, ниту тие, ниту ние да се организираат фер избори. Јас гарантирам дека од наша страна би биле фер избори, но тие немаат простор да ги организираат овие фер избори, затоа им се дава уште 30 дена можност. Гледаме дека и тие имаат проблеми во партијата, бидејќи се уште немаат кандидати за градоначалници. И имаат простор уште 30 дена да си донесат конечна одлука. И мислам дека овој предлог е многу фер, многу джентлменски предлог и Груевски треба да го прифати. Ама ако и понатаму остане тврдо на своите ставови и ја тера работата на, еве да се изразам жаргонски, на ѓон, мислам дека ние веќе немаме намера да попуштаме, ниту пак имаме што да изгубиме. Така. Имате кандидат за градоначалник, советничките листи, еве според вас готови ли се на СДСМ и на опозицијата овде во Штип?
Па, како крајни имиња, во секој случај, доколку не се вразумивам Рода Поманенија, нема да учествуваме на изборите. Воопшто не станува збор за за советнички листи, ниту станува збор за тоа кој ќе освои власта, станува во овој момент се работи за државата. Не се работи во овој момент за кој повеќе тротоари, кој повеќе бетон плочки ќе намести во градот. Се работи за иднината на државата. Во нашата држава е згазена демократијата. Во нашата држава се случува нешто што во 14-15 век се случувало во некои земји кои почнувале да воведуваат демократија. Ние во 21 век имаме случувања што се случуваа во времето на Кромвел. И затоа воопшто не станува збор овде за кои општини ќе ги добиеме или кои лица ќе бидат советници, кои ќе бидат градоначалници. Во овој момент наша цел е да ја спасиме државата. Според вас, дали големо влијание имаше и присуството на европратениците и на она вчерашно соопштение на амбасадорот на ЕУ, на САД и на сите тие, каде што бараат да се надмине политичката криза? Па во секој случај тие не се мешаат во работата на политичките партии, најмалку во уредувањето на државата. Тоа е нивна задача, тоа е нивна цел да се вразумат двете страни. Тие испратија порака дека што и да се случува во државата, одговорноста е на власт, затоа се на власт. Так. Мислам дека овие пораки повеќе треба да допрат до владеачкото мнозинство и дека треба да им бидат силна порака за понатамошните постапки, но пак ќе кажам, секоја донесена одлука, секој чекор напред или назад е одговорност на власта, не е на опозицијата. Така. Да се навратиме на 24 декември, на тој ден, кога се случија многу работи, кога всушност политичката криза имаше целосната кулминација. Еве да ни кажете, што се случуваше тогаш во собранието? 24 беше ден на кулминација. Проблемите почнаа многу порано, отколку на 23 или на 24, гледате дека уште од самото конституирање на парламентот имавме жестоки дебати, имавме жестоки критики, со право имавме критики, бидејќи се носеа закони кои навистина се штетни за граѓаните и за жителите, за кратеа работнички права, во секој случај не беа закони кои се за една држава кои што претендира да биде членка на Европска унија или НАТО и за една нормална, развиена демократија. Се почна со буџетот. Ние како опозиција поднесовме амандмани, кои амандмани произлегоа од граѓаните. Во работното лето, каде што ние цело лето бевме присутни меѓу граѓаните на Република Македонија, ги собиравме нивните потреби, нивните идеи, сето тоа го преточивме во амандмани. Секој жител на оваа држава има право да знае како, каде, на кој начин се трошат неговите пари. Законски 1% од БДП припаѓа на општините за развој на општините. Со носење на буџетот или првичната буџетска рамка за, еве сега ќе зборувам за изборна единица 3 или за Источнопланскиот регион. За Источнопланскиот регион беа планирани само 130.000 евра. Зар ние, граѓаните на Источна Македонија, на источниот дел од Македонија, заслужуваме само 130.000 евра развој? Зар само толку ние допринесуваме во буџетот на Република Македонија? Боли тоа што нашите пари, нашите даноци, нашите трошоци што секојдневно ги даваме во државата завршуваат во Скопје. Не сме граѓани од втор ред, баравме да бидат покриени елементарните услови за живот на граѓаните од изборна единица 3. Зборувам конкретно, нормално секој пратеник за својот регион. Имавме амандмани за водовод, канализација, асфалтирање на улици, за суштински проблеми на граѓаните. Немаа слух за ништо. Парите беа насочени кон изградба на административни згради, кон изградба на споменици, кон златни огради, враби и се уште некаква лудост на власта, слободно ќе кажам, за изградба на етно село во вредност од 2,5 милиони евра, а нашите села пропаѓаат. Со 2,5 милиони евра селата во Источна Македонија ќе имаат основни, ќе се задоволат елементарните услови за живот на граѓаните. Можеби
можевме ние политички и да дебатираме, и да зборуваме, и да се надмудруваме кој закон е подобар, кој не. Ама на оваа власт, ако и бркнеш во парите, завршуваш лошо. Сега ние како пратеници од СДСМ бркнавме во парите, таму каде што највише боли. Бркнавме во задолжувањето, во меѓувреме се пушти кредитот, задолжување, не дозволивме граѓаните да бидат задолжени по кој знае кој пат и секое новородено бебе да биде задолжено со 2000 евра, веќе долго достигнати. Гледаме дека во последниот месец од кога не сме во собрание, долговите си растат и си растат. Тогаш настана кулминацијата. Буџетот требаше да биде донесен според нивните мислења по секоја цена, дури имаше пораки дека ќе биде донесен на ваков или онаков начин. Така, вие на 24 декември бевте повредена. Како се случи тоа? Кога бевме пред сала 1 и чекавме да ни бидат дадени картичките. Ние имаме картици за пријавување, значи без да се пријавиме со таа картица, исто кога не сме били присутни во собрание. Чекавме да ни бидат дадени картиците на нашите, не можам сега да кажам колеги, бидејќи не ми се тоа колеги, ќе кажам дека тоа се платеници на власта, им беа дадени картиците за да присуствуваат на седницата. На нас, пратениците од опозицијата, не ни ги дадоа картиците и наша цел беше кога отидовме до местото каде што седи председателот Трајко Велјановски да ги бараме картиците, бидејќи сакавме да дебатираме, сакавме да учествуваме во расправата. Во меѓувреме ниту ни беше пуштен, обично добиваме порака или на мејл предлог, завршен буџет што требаше да се гласа на таа седница. Значи тие гласаа нешто што го нема како точка на дневен ред. Тие имаа претходната рамка. Нити во новиот буџет знаеме веќе кои амандмани се влезени, кои не се. Тие гласаа така. На жими мајка. Так. Тогаш, кога си ги побаравме картиците, бевме начекани и брутално исфрлени од полициско обезбедување. Имаше обезбедување и дел од обезбедувањето беше собраниското обезбедување, но голем дел од тие лица присутни внатре беа неидентификувани, тие беа доведени од страна, дојдоа заедно со министерката за внатрешни работи, таа ги доведе за да на таков брутален начин не исфрлат, и тоа беше исфрлање на клоци, тоа беше газење. Страшно, мислам, не сакам ни да се потсетам и сега кога ги гледам снимките не можам да сватам што се случи и што е тоа што со што заслуживме да на тој таков низок начин бидеме исфрлени. Ама повеќе боли, се извинувам, повеќе боли што нашите, затоа велам дека не можам да ги наречам колеги, платениците на власта што седеа во клупите, седеа мирно, пишуваа пораки и на крајот аплаудираа. Ке ги потсетам, само во еден момент нека замислат дека на моето место, на местото на Весна, на Радмила, на Сонја Мираковска, на Тања Томич, можеа да бидат нивните жени, нивните мајки, нивните сестри. Дали тогаш така гордо ќе аплаудираат? Вие поднесовте тужба за тој напад. Така, докаде таа тужба? Па, во оваа држава Груевските тужи, Груевските суди, Груевските казни. Јас ја барам правдата по институциите, чекам исход, поднесов исто така кривична пријава и против председателот Трајко Велјановски, бидејќи не можат лица од улица да влезат во собраниската сала, се знае кој влегува во собраниска сала, се знае кој носи одлука за отстранување на пратеник од собраниска сала. Ке чекаме судска разврска на целата оваа работа. Така, ова е првиот дел од емисијата, сега следуваат реклами, пошто ќе го продолжиме разговорот. Почитувани гледачи, ова е емисијата Став, вториот дел од емисијата Став. Наш и ваш гостин е пратеничката Билјана Казанџиска. Еве, господио Казанџиска, да ни кажете, од парламентот се преселивте на улица, ги одржувате таму граѓанските парламенти, имате и автомобилски караван, па како течат
ова ваше изразување на незадоволство и на револт? Секојдневно сме меѓу граѓаните, веќе повеќе од 50 дена сме на улица, таму каде што не смести власта, на улица. Ги држиме оние граѓански парламенти непосредно со граѓаните. Одзивот е, луѓето се упорни, одзивот е огромен, решени сме да одиме до крај и ќе одиме до крај. Секој, може би вака емотивно ќе делува, но секој стисок на луѓето, секоја подршка во секој град каде што одиме и секоја реченица изговорена, издржите, ние сме со вас, ќе одиме до крај, верувате дека ни даваат уште поголема храброст и уште поголема упорност и должност кон граѓаните да не ги изневериме и да навистина одиме до крај и да го решиме проблемот во оваа држава. Масовноста е присутна, ние секојдневно сме, еве и оваа вечер ќе бидеме присутни помеѓу граѓаните на населбата Балканска. Секој има право да ја знае вистината, секој треба да ја слушне вистината од нивните народни избраници. Кога веќе не можеме да дебатираме во собрание, ќе бидеме вистински народни пратеници, ќе бидеме меѓу народот, ќе бидеме на улица. Така, се поставува прашањето, еве, доколку одат насоките во тоа да не се прифати она што денеска го побара и Црвенковски. Според вас, како ќе се решат овие дополнителни парламентарни избори? Во законот нема децидно, не се кажува како може да се спроведат дополнителни парламентарни избори. За дополнителни градоначалнички има рокови, има и што кој ги распишува и која тера целата процедура. Јас не знам за како можете и да помислите, се извинувам на ваквиот однос, за функционирање на закон, устав во оваа држава. Уставот беше брутално изгазен на 24. Во собранието се менуваат законите, се менува деловникот во отсуство на опозицијата. Законот го пишува власт. Доколку власт сака да го реши проблемот, најмала пречка е законското решение. Или оние рокови 75 дена, 60 дена, 30 дена. Треба да се има добра волја. Да се има нюх за слухот, да се слушнат граѓаните и потребите на граѓаните. Најмал проблем е законот. Да, експертите велат дека и противуставно било еве да се одлагаат локалните избори. Меѓутоа, со добра волја, доколку постои консензус меѓу партиите и во собранието, во тој случај може да се одложат локалните избори, меѓутоа со одреден датум. Затоа и датумот е 30 дена. Затоа Црвенковски го одлага, го дава предлогот наместо на 24 март на 24 април. Значи сето тоа е во оние разумни, нормални законски рамки и укажување на експертите. Сега не сакам да пратам лоша порака на граѓаните дека во оваа држава не треба да се почитуваат законите, во секој случај треба да се почитуваат законите, но треба да се мисли како се носат законите, кој ги носи законите, како се имплементираат и дали за сите исто важат. Еве, сега ќе се навртам пред 2-3 дена што се случува во собранието. Се менува деловник, бидејќи опозицијата долго дебатирала. Каде? Опозицијата е на улица. Каде ние дебатираме? За на улица не треба да го менуваат деловникот, таму можам да дебатирам колку сакам. Ама заборавија, значи во деловникот стоат одредбите само за носење на буџет и за уставни измени. Како може ти уставна измена, заменување на уставна измена, каде што и законот, и уставот, и стариот деловник дава неограничени дебатирања со сати, можеме да зборуваме. Се работи за устав, за една комплексна материја. А тие сега го ограничуваат на 10 минути, на 15 минути, на абсурд. Ама во измена на тој деловник го нема законот за брнители. Еве дека законите не важат подеднакво за сите. Доколку беа тие навистина храбри. Доколку стварно сакаат да го решат прашањето. Зошто во новите измени на деловникот не го стави и законот за брнители? Ама не смеат. Така. Еве да ни кажете, ви недостасува ли собранието? За да си ги искажам ставовите, на некој начин, да. Но, нема сила што ќе ме врати после таквото исфрлање, после
она понижувачко, мене лично не ме погоди. Поминува и Модринки и Кјотек, се заборава, се поминува. Не ја изфрлија Билјана Казанџиска од парламентот, изфрлија 12.000 гласачи. Боли што се елиминирани овие гласачи да немаат свој представник во законодавниот дом. Од тие причини дека треба да се кажат ставовите на луѓето, да се бориме за нивните потреби, за нивните права, може би до некаде недостасува, ама затоа па секојдневно сум меѓу граѓаните и така ќе комуницирам, така ќе имам контакт со луѓето и ќе се борам на било кој можен начин за остварување на нивните прави, за реализација на сите наши планови и активности што ги имаме предвидено како политичка партија. Така, Штип е многу важен град за секоја политичка партија, посебно нели за СДСМ и за ВМРО ДПМН. Штип е, може да се каже, еден политички барометар. Каква кампања ќе имаме, ако се прифати одложувањето на локалните избори за еден месец? Ние како партија, ако се прифати, ќе кажам, ние одамна веќе го истакнавме нашиот кандидат за градоначалник. Значи, ние гордо стоиме зад нашиот кандидат. Имавме кампања од врата до врата, ги слушнавме мислењето на граѓаните, ја напишавме програмата. Сите тие мислења се срочени во програмата на нашиот кандидат, ама очигледно дека другата страна има проблем. До ден денес немаат кандидат. Па и тие самите не веруваат во доколку мислат дека им е добар досегашниот кандидат, требаше да го предложат. Доколку не го предложат, значи и тие не му веруваат, и тие не се задоволни од неговата работа. Нешто се случува. Тоа е нивна работа, нека си го решат проблемот со кандидатот. Ние немаме од што да се криеме, немаме од што да се срамиме. Нашиот кандидат е вреден, народот го знае, народот очекува реализација на сите оние проекти и сите оние барања што граѓаните ги срочија во неговата програма. Јас тврдам и верувам дека доколку биде тој градоначалник, дека и ќе ги реализира истите, знаејќи ја неговата амбициозност и неговата оперативност во работата. Ќе имаме во секој случај позитивна кампања, ќе бараме глас повеќе, ќе бараме довербата на граѓаните на Штип, бидејќи Штип не заслужува. Ке повторам, Штип не заслужува ваков градоначалник како што имавме досега. Штип не заслужува да биде град на искршени улици, град на раскопана река со нереализирани проекти, град на нерешени основни урбанистички прашања и така натаму. Значи, ние од лидери во регионот веќе не можеме да се пофалиме со тој примат. Многу општини не поминаа и мислам дека треба заеднички да го вратиме сјајот на овој град и да го ставиме Штип на местото таму каде што заслужува и тоа што му припаѓа. Така. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, наши ваш гостин во емисијата Став беше пратеничката Билјана Казанџиска. Ви благодариме на вниманието и секое добро.